Јас ќе им посакам добро утро на мојата колешка Искра, која што си го пречека нашиот прв гостин, доктор Димитар Дучковски. Јас ве ќе кажав, денот на срцето денеска, специјалист по кардиологија во Оџибадем Систина. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре ве најдов, поздрав до вашите гледачи. Мило ми е што ме поканихте вака да го обележиме овој ден на срцето. Како да го чуваме срцето? Како да го чуваме? Има повеќе начини. Пред се, но треба да инвестираме во превенција и во здравје во претходно, значи. Так, повелете Да, Искра. Добро утро, докторе. Ние веќе си се видовме пред емисијава, си направивме некој концепт. Ајде малку за самиот ден. Да. Што знаеме за него, од кога постои и Да, има ли ефект? Тоа ме интересира пред се од ваквите денови. Ефектот, значи, за замислене, значи, да се намали инциденцата, односно срцевите заболувања, да ги намалиме за околу 25% до 25-та година, малку преамбициозен и А тоа започнато од 2000-та и тоа бил планот тогаш, Првиот така? ден е на 2000-та година, на 24 септември, е направен вообичаено е земена последната недела од септември како светски ден на срцето. Сега веќе е 29-ти земен како ден, 29 септември е ден на срцето, значи за 2 дена. Целта му била да се подигне свесноста за околу кардиоваскуларните заболувања и смртноста од кардиоваскуларните заболувања, која што е на високо прво место број еден убиец, односно ако, например, статистика, ево, малку ќе искористиме, околу 50 на милиони, ближиме веќе 50 милиони смртни случаи во годината, 33% од нив се кардиоваскуларни заболувања. Значи, ниедна војна во светот не може толку луѓе да убие како кардиоваскуларните заболувања. И намерно ви потенцирам кардиоваскуларните заболувања, иако е ден на срцето, значи тие не можеме да ги толку и најголемите лаици се надевам дека знаат. За да ја постигнеме оваа цел, без разлика дали до 2025-та или понатаму, не треба само вие докторите да сте едуцирани на оваа тема, претпоставувам секој еден од нас треба да знае како да го заштити. Што е она што секој и најголемиот лаик треба да знае за срцето? Да, срцето е, значи, еден мускулен орган кој што ја пумпа крвта низ телото и е доста силен, значи околу 2,5 милиони пати од чукува до 3 милиарди, се извинувам, пати во текот на нашиот живот. Пумпа околу 70 милилитри со еден удар, односно околу 5 литри во минута. И за да добиеме некоја илустрација колку би можело тоа да биде силно, мада е малку посилно, едно тениско топче, ако земеме да го стискаме, отприлика таа е силата што ја дава срцето, континуирано низ нашиот живот, без престан, без одмор, без никакво застанување. Споменавте дека е број еден кога станува збор за смртноста од сите возможни болести што постојат, но што значи дека срцевите кардиоваскуларните болести се многу чести, но кои се најчести? И во вашата пракса и воопшто. Кардиоваскуларните болести се најчести, рековме, меѓутоа најчеста болест од кардиоваскуларните, од срцевите заболувања е коронарната артериска болест, односно запушување на крвните садови кои што го исхрануваат срцето. Колку е срцето важно, ни кажува и артериите што ја охранат срцето се првите што излегуваат во аортата, односно ја носат најчистата крв, најбогатата со кислород крв за самото срце. Симптоми кои што можат да ни укажат на такво запушување, како да ги препознаеме, како да знаеме кога? Обично градна болка, замор, стегање во градите, несвестица, забрзана неправилна срцева работа, можат повеќе аларми да се уклучат во организмот пред да ние почнеме да ја диагностицираме таа болест. Но сепак најдобро би било доколку го превенираме, односно луѓето доаѓаат еднашка, препораките се еднаш годишно да се доаѓа на кардиоваскуларен преглед, зашто за некои си имаат поголем ризик фактор, многу генетски фактори се битни, дали имате во фамилија или немате за
болни од срце, значи фамилија, мајка, Значи, татко, семејната нешто историја е многу, крвно, доста семејната важна. историја. Но да не ја толкуваме сами, треба некој друг да ни Нема потолкува, некој друг, претпоставувам, треба така, да не потолкува, да. Ајде да споменеме околу ова редовноста, да речем, на прегледи. Какви прегледи треба да направиме или кои прегледи барем еднаш годишно? Па прегледот на срцето може да започне со еден најобичен електрокардиограм кој нас на кардиолозите многу ни кажува дали воопшто има моментално промени на срцето, промени во ритамот на срцето, физикалниот преглед секако, значи аускултација. Во подмодерно време ние ги забораваме тие, не би требало, но меѓутоа не ги забораваме, туку ги прескокнуваме, да не речам тие исследувања, аускултација, мерење на крвен притисок, обично ќе направи некоја машина за нас таа работа. После тоа, од која ќе го прегледаме пациентот, секако и крвни анализи, број на крвни клетки, липиди, масти во крвта, кои што треба да се во некои вредности, кои што ние можеме да ги регулираме понатака. Понатаму може да се направи ултразвук на срцето, кој што ни кажува многу за структурата на срцето, пумпната снага на срцето, има коронарен стрес тест, не кажува резервата коронарна на коронарните крвни садови, дали има или нема, односно ги демаскира тие скриени симптоми, дали има запушување или нема запушување на крвните садови на срцето. Може и нуклеарна магнетна резонанца, може ПЕТ скенер да се направи на срцето. Има повеќе методи кои што се неинвазивни, а кои што нас многу ни помагаат, односно не се агресивни за пациентот, а нас многу ни помагаат да дојдеме до дијагнозата. И ето вчера бев на едно предавање и ме потсетија колегите таа една изрека на еден стар англиски доктор, пошто тогаш немало поделено, сите биле physicians, лечници, и кажува дека човекот е стар онолку колку што се стари неговите артерии. Односно, значи ние зависно од начинот на кој живееме и зависно како ги чуваме артериите, не само коронарните, сите артерии, толку ни е и старо телото. Што значи стигнавме до причинителите кои што доведуваат до нивното старење, односно кои се најголемите непријатели, ете и на срцето и на артериите? Па вака. Најголемите непријатели никој не сака да ги слушне во наше општество, сепак сега веројатно ќе завртат на друг канал кога ќе треба тоа да го надевам дека не. Значи прв и најголем непријател ни е како што го ставаат и американците, европјаните, пушењето, значи прекинот со пушење. И тоа тие укажуваат не само пушењето од цигари, значи таму има и вейп, овие што се тобако производи, здравите кои што се цигари. тие здравите цигари под наводници и електронските цигари и дури и тутунот за жвакање кои што е, сите имаат ефект. И тоа залажување ние што викаме една и две цигари го подигнуваат барем за дупло ризикот од кардиоваскуларни заболувања. До една и две цигари на ден. Да, значи, не пали, не држи вода тој аргумент, демек штетно ќе му направи на организмот, ако нагло ги откажам, така, па постепено и никогаш не доаѓа. Случаеви кај што луѓе, затоа рековме срцето, денот на срцето треба да не подсети да превенираме кардиоваскуларни заболувања. Од другото подсетување е кардиоваскуларен настан, дали срцев удар, дали мозочен удар, дали исхемија на, односно прекин на циркулацијата во нозете, нешто ќе не подсети што ќе не освести во еден момент дека сепак не сме толку здрави колку што мислиме дека сме здрави. Значи прво место пушењето. Понатамо? Понатака е алкохолот. Предпоставувам. Секако. Значи, да, има препораки и тоа исто се многу интересни, пошто сега живееме во модерни времиња. Пишува кај мажи во момент на раѓање што биле мажи и жени што биле во момент на раѓање, пошто после тоа е валда некој избор. И кај мажите, да се нашалиме малку. Да сега дори разбрав што точно во моментот на раѓање, добро. Препораката да две единици на алкохол, но со две пијачки, кај жените една единица на алкохол. После не се предомислат, па него сменат полот родот или дефиниција што е единица на алкохол, секако може да се искористи тоа добро дејство на алкохол, меѓутоа тоа е минимална количина. Сепак во поголеми количини алкохол штети.
На трето место, ево ќе ја кажеме, пошто сепак сме Македонија, е исхраната. Ние сите сакаме, и докторите, и сите сме од Македонија, знаеме да седнеме добро, да се најадеме, да се напиеме. Количината на внес е многу битна и квалитетот на храната. Значи, препораките се за омега-3 богати масни киселини, намалување на внес на процесирана храна, како хамбургери, пици, тие што се богати со натриум, што ќе дојде до четвртата точка, значи го подигнуваат крвниот притисок, маслиново масло, односно ако сакаме да опфатиме во некоја рамка, таа медитеранска исхрана би... Што е препорачливо. Е препорачлива да не сватат погрешно дека треба да се избегнува. Да. Да, медитеранците важат за едни подолговечните, токму предпоставувам поради тоа се предпочита тој начин исхрана, не диета. Потоа ни доаѓа крвниот притисок, добра регулација на крвниот притисок, затоа што секое покачување на крвниот притисок се има таму граници од 120, 180 па до 140, како висок нормален се рачуна, меѓутоа што пониско го држиме, тоа помалку ќе е оштетувањето на срцето и крвните садови. Нивото на стрес, секако, нивото на стрес што исто не можеме да го избегнеме. Со самото излегување наше во главниот град, со движењето ни сообраќајот, имате почетно ниво на стрес. И што ќе ти каже, некој не се нервира и тоа дополнителен тоа е дополнително, затоа што мислам дека тоа невозможна мисија, така значи, да не добра регулација на притисокот, шеќерот, да не го заборавиме, значи мора да биде добро изрегулиран, доколку луѓето се диабетичари, да избегнуваат сладка храна, која што е во големи количини, секој сака да касне малку благо, меѓутоа во големи количини треба да се избегнува, да не заборавиме нешто. Еве јас ќе потсетам нешто што барем мене ми е многу значено, а не редовно го добивам, тоа е сонот. Да, сонот е многу битен фактор за и тоа квалитетниот сон, значи не е битно времето поминато во крејат, битно е дали врзани часови, убави, квалитетни, така. Врзани квалитетни часови. Дури некогаш е подобро да се земе, тоа не треба као хронично, меѓутоа да се земе седатив за да се отспие тој период, за да може да се бидете спремни наредниот ден за функционирање. Физичката активност ја заборававме тоа. Значи, и тоа редовно предпоставувам, секојдневно. Препораките се за секојдневно движење, минимум 30 минути во умерена активност или 15 до 20 минути со забрзана активност. Меѓутоа, тие се како напишани препораки. Тоа не значи дека ако некој пешачи по 15-20 минути, дека тоа нема ефект. Секое движење, секоја физичка активност има добар ефект на организамот. Дали би сега ќе ви издадам, ама тоа што ми го кажавте пред малку на симпозиум беше во Париз, така? Каде што докторите дошле со велосипед? Не, тоа беше во Барселона. Во Барселона обратно, а дошле од Швајцарија докторите пристигнаа буквално со велосипеди, со возење од Швајцарија до Барселона. А при тоа воопшто не морале да го направат. Не морале да го направат, богата држава со Швајцарија. Еден податок што најдов, што мислам дека е значен, иако можеби самите ние не можеме многу да направиме во овој поглед, а тоа е дека од смртните случаи предизвикани од кардиоваскуларните болести, дури 20% од нив се резултат на загадената животна средина и загадениот воздух. Секако, да. Тоа е еден и што да правиме сега кога ни доаѓа зима, кај да е, кога повторно ќе го дишеме тој воздух? Што да правиме, значи што може што повеќе да се движиме низ планина, низ места каде што таа загаденост е намалена, за жал не можеме да избегнеме во градските средини, може некои луѓе носат маски, меѓутоа тоа може да спречи во одреден сегмент, иначе се враќате дома, отварате прозор, сето тоа загадување навлегува. Се надевам дека ќе смениме културата на живење, на фрлање тие отпадни материи, ѓубре и остало и согорување на тие материи. Да речеме, апсолутно модерниот начин на живот носи и други опасности, секако поради тоа се зголемуваат и ризиците, и последиците, но да речеме добрата страна на современото живење, односно модерната технологија. Колку благодарение на модерната технологија има напреднато конкретно вашата струка, кардиологијата?
Па да, во кардиологијата предходно, пред да се воведат некои од техниките, беше се случува срцев удар и се даваат некои таблетки и се чека да помине тој срцев удар. Као 21 ден лежи пациентот во болница. Сега тоа е многу сменето, значи со измислувањето на коронарните стентови, тој инфаркт доколку се фати во првите 90 до 120 минути, значи штетата од миокардниот инфаркт е најмала. Може да се отвори таа артерија, да протече крв и да има минимален изумрен дел од срцето, односно да се зачува пумпната снага на срцето, што е врвен приоритет за да не се инвалидизира во одреден процент тој човек. Значи, друго е човек со здраво срце да може да пешачи, да може да се планинари, друго е човек со оштетено срце кој што има голема зона на инфаркт. Значи тие коронарните стентови направија голема револуција во третманот на миокардниот инфаркт и во квалитетот на понатамошниот живот на пациентот, на човекот кој што доживеал такво нешто. Веќе кога ја надминавме превенцијата, лекувањето е вториот сегмент. Исто така има и други интервентни процедури кои што ни помагаат во третманот на срцеви заболувања, дали се тоа вродени или стекнати. Значи во вродените може да имат некакви дефекти на преградите меѓу предкоморите и коморите кои што можат успешно да се лекуваат со оклудери, односно затварачи на тие дефекти. Секако и срцевите валвули знаат да заболат, дали реуматски во помлада возраст или со самото старење, со самото таложење на калциум на нивните површини, пошто тие треба да се меки и мазни површини да ја одбиваат буквално крвта да се слепува на нив и полека со тек на времето тие стеснуваат и може да се третира. Најчеста таква болест е аортната стеноза, односно стеснување на вентилот на валвулата кој што излегува од срцето директно и што ја носи крвта низ целото тело. Кај нас е од пред неколку години во светот од поодамна веќе се може ова да се третира интервентно. Дали тоа токму оваа проблематика беше поводот што имавте подолго престој во Словенија? Да, јас бев на престој во клиничкиот центар во Марибор кај доктор Игор Балевски, тој ми беше мој ментор за третман на срцевите валвули, на срцевите мани со така наречената ТАВИ метода, значи тоа е трансаортална имплантација на валвула на место, значи тука малку се подизгубив, но разликата е што претходно за оваа процедура требаше буквално да се отвори градниот кош, да се оди на хирургија со сиот ризик. Сега може таа валвула да се имплантира преку препоните, значи се влегува преку артериите, има повеќе пристапи, може и преку рака и преку каротидната артерија, меѓутоа најчесто користен е преку препоните, се пласира таа валвула на место да се отвара и буквално ја заменува операцијата. Мораме да истакнеме сега за да биме фер, значи оваа метода си има и своји индикации за одредена возраст, сепак и хирургијата зазема. Значи не е наменета за секој. Не е наменета за секој, значи обично кај повозрастна популација има индикации над 65, над 75, меѓутоа има измеѓу 65 и 75. Во светот, значи околу 60% од третманот на оваа болест оди со оваа метода. Огромен процент. И да, и во иднина веќе ќе се развива таа технологијата, интервентна се развива и ќе оди во тој правец. Јас се надевам дека ќе оди во тој правец. Докторе, да ве прашам со што се располага вашиот оддел во аџибатна медицина, веројатно ќе не требаат 3 емисии, но затоа еве за крај да ве прашам колку
успевате да ги пратите сите светски трендови или напротив сте рамо до рамо со сите светски трендови? Не каскате, не пратите туку ги... Ние би сакале да бидеме рамо до рамо, меѓутоа ние не ја произведуваме медицината. Медицината се знае од каде доаѓа, од Западна Европа, од Америка. Најмногу се трудиме, значи, да ги следиме тие светски трендови, ги читаме најновите достигнувања кои што се таму. После неколку години секако технологиите доаѓаат. Кај нас основен проблем е што се финансиски многу скапи тие методи, затоа што не е само заради техничкиот дел на изработка на тие валвули или стентови или како што и да е, туку студиите и истражувањата кои што претходно поминуваат, мора да поминат за да се одреди безбедноста за тие методи. Затоа служат и нашите конгреси кои ги посетуваме, кардиоваскуларни, кардиолошки конгреси, европски и светски, има посебни конгресни за интервентна кардиологија, односно лекарите што се бават со овие интервентни процедури, кои што се доста корисни за да откриеме што е ново во светот и во најскоро можно време да може да го донесеме и да го примениме во нашата пракса. Се трудиме да држиме чекор. Добро, тоа сепак не успокојува сите и како потенцијални пациенти и како моментални, веројатно. Не сме Америка, меѓутоа сме тука така што сега кој ќе ми каже некој не се нервира, добро, може посмирено да тера. Многу ви благодарам, докторе. И уште еднаш нека име на сите честит денот на срцето. Ви благодарам и вас, честит нека е денот на срцето и со препорака една, значи грижете се за вашето срце. Значи, направете една превенција, еден преглед, годишен кардиоваскуларен преглед, направете една крвна слика и вложувајте во вашето здравје со тоа што ќе ги коригирате навиките и ќе спортувате. Ви благодарам. Одлична препорака, само за крај би сакала еве да додадам или да прашам чувствата колку влијаат на срцето. Имаме и за тоа може да направиме една емисија. Се наоѓа, постои broken heart синдром и претежно е кај жени. Да прашам, да. Тако цубокардиомиопатија, тоа е буквално срцева слабост као еквивалент на миокарден инфаркт, меѓутоа знае и да се комплетно повлече. Опишан е као ентитет во нашата структура. Скршено срце. Скршено срце, буквално, да. Така се преведува. Broken heart syndrome. Ви благодарам многу. Се гледаме секако може и на оваа тема, зашто да не е следниот пат. Секи цифра одма што е тоа, да. Така да, убав разговор, дознавме многу работи, кои фактори се, можат да му штетат на срцето, но како и да помогнеме да се го чуваме здравјето на наше предсе и нашето срце.